Во следните 30 дена ќе откриете дека некои од најубавите љубовни моменти се случуваат тогаш кога ќе престанете да ги планирате. Не затоа што сте се откажале од љубовта, туку затоа што конечно сте му дозволиле на животот да ви изненади. Во последно време, можеби, сте се обидувале да пронајдете логика во нечии постапки. Да разберете зошто некој се однесува вака, зошто не пишува, зошто молчи или зошто е толку непредвидлив. Но следните недели ќе ви покажат дека не секое прашање заслужува одговор. Понекогаш тишината сама кажува доволно. А ако сте слободни, можно е да се појави личност што нема да личи на вашиот вообичаен избор. И токму тоа ќе ви изненади. Наместо веднаш да барате причини зошто тоа нема да успее, дозволете си едноставно да уживате во запознавањето. Некои луѓе влегуваат во нашиот живот за да ни покажат дека љубовта не мора секогаш да изгледа онака како што сме ја замислувале. А ако сте во врска, ова е период во кој ќе сватите дека најголемиот подарок што можете да си го дадете е повеќе време еден за друг. Не мора секој разговор да решава некаков проблем. Понекогаш е доволно само да бидете заедно, без брзање и без притисок. Можно е да добиете и комплимент или внимание од личност од која најмалку сте го очекувале тоа. И тоа ќе ве натера да се погледнете со поинакви очи. Ќе сватите дека понекогаш самите сме си најстроги критичари, додека другите одамна ги гледаат нашите најубави страни. Во овие 30 дена ќе почнете повеќе да си верувате. Наместо постојано да се прашувате дали сте направиле секако што треба, ќе научите да ги слушате своите чувства. Срцето не секогаш зборува гласно, но кога е мирно, најчесто го знае вистинскиот пат. Можно е да затворите едно старо љубовно поглавје што долго време останало недовршено. Не затоа што ќе заборавите, туку затоа што конечно ќе престанете да го носите како товар. Тоа ќе отвори простор за нешто ново и многу поинтересно. И кон крајот на овој период ќе почувствувате дека љубовта повеќе не ви изгледа како нешто што мора да го заслужите. Ќе сватите дека најубавите односи се оние во кои не треба постојано да внимавате што ќе кажете или како ќе изгледате. Тие се местото каде што можете едноставно да бидете свој. И не барајте совршена личност. Побарајте некој покрај кого ќе се чувствувате спокојно. Совршенството е милливо, но мирот што го носи вистинската љубов останува долго. Во следните 30 дена, дозволете му на срцето да ве води барем малку повеќе отколку што ве води умот. Можно е токму таму да ве чека најубавото изненадување. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот, едно subscribe стиснете и секое добро до наредно слушање.